Пред неполни 4 години, во текот на предизборната кампања, јас како кандидат за пратеник од овде, од Охрид, им ветив на моите охриѓани дека во Собранието на Република Македонија ќе бидам нивниот глас, оној глас кој што ќе ги пренесува нивните барања, потреби, идеи, нивните прашања и кој што неуморно ќе бара решенија за истите. Од денешна перспектива можам да кажам дека ги исполнав тие ветувања и ова, доколку би ми дозволиле, би го подкрепила со факти. Имено на секои 6 месеци Институтот за демократија, Societas Civilis, врши анкета и истражување на квалитетот на собраниската дебата и во тие анкети 3 пати последователно сум како пратеничка во најактивните 10 пратеници. Значи од 120 пратеници влегувам во 10 најактивни 3 пати поред, од кои што еднашка бев и во првите тројца пратеници. Тоа значи дека го пренесувам сето она што до мене стигнува како порака, како предлог, како реакција од граѓаните, незадоволство, предлог, идеја и така натаму. Второ, на собранискиот сајт секој граѓанин може да кликне на делот кој што се нарекува транспарентност на собранието, има поддел мојот пратеник и во истиот може секој граѓанин да има увид во активностите на пратеникот кој што го избрал и кој што го гласал. Во оваа насока секој граѓанин и секој охриѓанин посебно кој што е заинтересиран за нашата работа како пратеници, доколку отвори ќе види дека пратеничката Лидија Петкоска од Охрид буквално нема отсуства од собраниски седници и во контекст на тоа со 70 излагања на пленарни седници, 50 обраќања на седници на собраниски комисии и работни тела, 24 поднесени предлог закони и околу 1070 амандмани и 13 поставени пратенички прашања, сметам дека доволно гласно сум се борела за она што ги засега охриѓани посебно. Понекогаш можеби некои дискусии кои што ги водиме во собранието не го носат називот стриктно Охрид, меѓутоа јас како охриѓанка и како дипломиран менаџер за туризам и угостителство, во најголем дел од случаите говорам за туризмот, а се што се однесува на туризмот и туристичкиот развој во Република Македонија го засега и Охрид и охриѓани. Што би истакнала понатаму од мојот мандат, иницијативи кои што сум ја поднесла и на која што сум особено горда е иницијативата во соработка со Охридски ЕСНАФ, кој што во текот на одлуката за недела да биде неработен ден, побара од нас како пратеници поддршка и разбирање за измени на законот за трговија. И на истиот предлог закон побаравме Охрид како туристичко место да им се овозможи на оние граѓани кои што сакаат да работат во недела, да и продавници секако од бизнис секторот да го добијат тоа право. Го поднесовме тој предлог закон, потоа секако власта не го прифати нашиот предлог закон, поднесоа свој закон, меѓутоа и на тој закон дадовме поддршка за тоа што стануваше збор за доброто на Охрид. Слободно можам да кажам дека и од позиција на опозиција и во ситуација кога имаме власт која нема слух за опозицијата, успеав во времето на пандемијата да ги вклучам туристичките водичи во 6-тиот пакет антикризни мерки, и на тоа сум посебно горда. И исто така во тој период предложив измени и дополнувања на законот за трговија, кои што се однесува на делот да трговците на мало не мора да ангажираат вработени редари,
туку од делот на вработените да си назначат редар кој што ќе се грижи за редот и за потребната дистанца која што требаше да се одржува. Така да тоа е и покрај тоа што е општ закон за трговија и кој што важи за цела Република Македонија и за македонските граѓани, секако дека се однесува и на Охриѓани. Како што кажав, од позиција на опозиција е многу тешко да се направи нешто големо. Меѓутоа, борбата и неоткажувањето секогаш родуваат со плод, така да кога ќе поднесете над 30 амандмани, сигурно дека еден или два барем ќе ви бидат прифатени. Во таа насока би го издвоила амандманот за, освен овие што ги наведов измените на законот и на законот за трговија и за туристичките водичи, како што кажав, би го издвоила амандманот за евидентирање и мапирање на еколошки зони, кој што беше прифатен секако без поддршка на власта, не може да помине амандман, и амандманот за изградба на велосипедска патека Охрид-Струга, кој што за жал се одобрени средства од буџетот, меѓутоа без реализација, како и се останато кога станува збор за ветувањата се бесплатни кога се на хартија, меѓутоа кога ќе дојде време да се реализира, остануваат нереализирани за жал. Сите предлог амандмани, доколку би биле прифатени, ќе се направеше многу. Значи, ќе се обидам да се сетам на дел од амандманите. Во насока на развој на руралниот туризам сум поднесла амандмани, тоа овие амандмани, морам да потенцирам, се поднесени неколку пати во текот на расправите за буџетот и ребалансот, а мислам дека еден пратеник најдобро ја покажува грижата за своите граѓани преку поднесувањето амандмани кои што се однесуваат на локалната заедница. Во насока на развој на руралниот развој имам поднесено амандман за патно поврзување на Куратица и Дебрца, за пречистителна станица и канализациона мрежа во село Трпејца, за изградба на ново училиште Глигор Прличев, за изградба на детска градинка во Охрид, за развоен фонд за туризам, за субвенција на угостителски капацитети кои би добиле статус зелени хотели со зелени звездички за заштита на животната средина и за развој на екотуризмот. За специјален пловен објект за заштита и спасување на Охридското езеро. Понатаму за откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи, за изградба на катна гаража, за изградба на фабрика за отпад и така натаму и така натаму. За жал од сето ова што го наведов и уште многу што во моментов не можам да се сетам, прифатени се само овие два амандмани и повторно ќе кажам, за жал без реализација. Она што можам да го истакнам исто така е фактот дека секогаш се раководам од ветувањето што сме го дале пред граѓаните. За жал, јас како пратеник од опозиција можам само да ја подтурнувам власта да го реализира она што го ветила. И буквално тоа и го правев. Дел од овие амандмани кои што ги наведов беа ветени со програмата План за живот за Охрид. И сега, кога ќе ги ветите, како што кажа, ветувањата се бесплатни додека се на хартија, моја задача, барем јас така чувствував према моите охриѓани, беше, кој што им ја дадоа довербата врз база на таа програма, да ја поттикнувам власта да го прифати амандманот за она што го ветила. И тоа не се случи, за жал. Секако дека како представник на ВМРО-ДПМН цврсто стојам на ставот дека секој кој што се огрешил пред законот треба да одговара, дека секој пратеник мора да буквално секој имот што го стекнал за време на додека откако станал функционер да си го пријави ажурно во Државната комисија за спречување на корупција, што во случајов имаме работи кои што не се пријавени. И понатаму цврсто ќе стојам до тоа дека ние како функционери мораме да бидеме отчетни пред граѓаните и за секој еден денар
треба да граѓаните да бидат информирани. Тужби и реакции не сум добила до овој момент, што уште повеќе ми отвара сомнеш дека молчењето може би е знак на одобрување. Сега ни предстои повторно расправа за буџетот 2024. Тука ќе ги додадам и моите заложби, ги изумив претходно во делот на борбата за родова еднаквост како жена, за родово сензитивно собрание и родово сензитивен деловник. При што би сакала исто така да потенцирам дека освен што се бориме за Охриѓани и за граѓаните на Охрид, како жени се бориме и за еднаква застапеност на жените. Во таа насока сум дел од претседателството на клубот на пратенички и дел од комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Како што кажав, ни предстои расправа за буџетот и во таа расправа ќе се обидам дел од ветувањата кои што ги дала власта да ги побарам повторно и се надевам дека ќе најдам на слух, бидејќи барем на крајот од мандатот можат да покажат грижа за Охриѓани и барем да ги прифатат овие амандмани со оглед на фактот дека идната влада ќе ја предводи ВМРО ДПМН, секако ВМРО ДПМН ќе треба да ги реализира, да не се плашат да ги прифатат, а ние ќе ги реализираме. До идните пратеници порака да пред да влезат во собранието на Република Македонија, да се огледаат на позитивните примери од нивните претходници и да го прифатат сето она што според нив е правилно и добро во борбата за оние кои што ќе им го дадат гласот и кои што ќе ги испратат таму да бидат нивни представници и да бидат нивни представници во вистинска смисла на зборот, да го пренесуваат секое прашање кое што ќе стигне до нив, да ја разрешуваат секоја дилема што ги мачи граѓаните и доколку се власт пак да излегуваат во пресрет и да стојат цврсто на она што го ветиле, затоа што граѓаните најдобро судат и најдобро знаат кој ја заслужува нивната доверба, да не се доведат до ситуација да ги разочараат граѓаните во никој случај.